Петок, 28 ноември, кратки вести во 12 часот. Делот на автопатот Кичево Охрид кај селото Требеништа, кој не беше дел од потегот што е веќе пуштен, ќе биде ставен во употреба до нова година, истакна во интервју министерот за транспорт Александар Николовски. Напомена дека се поврзуваат сите села и дека ниту едно нема да остане неповрзано. Околу доцнењето и одговорноста за изградбата на автопатот Кичево Охрид, министерот Николовски истакна дека нема да коментира за ова прашање се додека не се заврши изградбата на автопатот, кога ќе излезе со детален извештај за тоа што е правено и доколку има простор и интерес од одговорните институции, секако дека треба да има одговорност. Продолжува негативниот природен прираст во Охрид. Според официјалните податоци на Државниот завод за статистика, во месеците јули, август и септември се родиле 98, а починале 154 лица, односно се бележи прираст од минус 56. И Дебрца бележи негативен прираст, се родиле 4, а починале 20 лица. Во Струга, во третиот квартал, исто така се бележи негативен прираст, иако минимален, се родиле 122, а починале 124 лица. Што се однесува до бројот на склучени бракови во Охрид, судбоносното да го кажале 128 двојки, а имало и 21 развод. Во Струга, во анализираниот период се склучиле 138 бракови, а евидентирани се 15 разводи. Во Дебрца не се евидентирани склучени бракови и разводи. Во јавноста се почесто се зборува за екранизам, промени во однесувањето кај деца кои поминуваат премногу време пред екрани, вели Александра Сабрас Апостолова, дефектолог со долгогодишно искуство. Прекумерната изложеност може да предизвика однесувања слични на симптомите на аутизам. Нагласува дека екранизмот не е медицинска дијагноза и промените се привремени, а од друга страна аутизмот е вродена невролошка состојба. Сабрас Апостолова потенцира дека потребно е да се прави разлика помеѓу вистински аутизам и привремени симптоми предизвикани од прекумерна употреба на екрани, а секоја загриженост да се консултира со стручни лица. Времето денес претежно облачно со услови за повремени врнежи од дожд, дува слаб до умерен северозападен ветер. Максималната температура во Охрид до 7 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.